Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Аферата Паразити со години го јаде системот. Од владата именувани функционери, звучни имиња, земале илјадници евра додека народот мизерува. Функционерите од аферата Паразити не може да ги оправдаат парите кои ги земаат со реална работа. Придонесот кој тие треба да го даваат за тие пари не се гледа. Со еден таков пример ќе отвориме оваа пресконференција. Се работи за Андреј Жерновски, кој повеќе од година и пол е дел од проектната единица за клинички центар и за тоа зема месечен надомест од 1000 евра. Жерновски досега земал над 18.000 евра од Министерството за здравство, а намената за која што ги земал тие средства не е оправдана. Клинички центар нема, ниту се гради тој во Штип, а тој во Скопје не е ниту во фаза да почне да се гради. Зошто се држи Жерновски на позицијата и зошто му се исплаќаат 1000 евра месечно, иако за тоа нема потреба? Треба да ни одговорат од владата. Сосема неоправдано се трошат парите од Министерството за здравство, а во исто време гледаме како секојдневно луѓето собираат пари за лекување преку донации. Иста е ситуацијата и со Кире Станковски, генерален директор на Тутунски комбинат Прилеп, кој зема месечна плата од над 2000 евра. И додека тутунарите се се посиромашни и едва врзуваат крај со крај, генералниот директор на Тутунски комбинат за еден мандат ќе инкасира безмалку 100.000 евра. Неоправдано трошење на средствата на граѓаните гледавме и во МНАФ, таму како што веќе објавивме двајцата директори земаат скоро 500.000 евра плата за еден мандат од 4 години. Фахрудин Хамиди зема плата од 6.000 евра месечно, додека Владо Крстевски зема 4.500 евра месечно. И за двајцата јавноста не знае што прават, ниту дали ги оправдуваат овие високи плати, или пак целиот товар на работата во МНАФ паѓа на вработените стручни лица, кои имаат далеку помали плати од директорите. Аферата Паразити покажува како група функционери именувани од владата земаат огромни суми пари по основ на плата во време кога имаме економска криза, а при тоа не гледаме со што тие ги оправдале овие примања. Нема нови инвестиции, нема позитивни биланси на компаниите, нема задоволни граѓани кои ги користат, кои се корисници на овие услуги. Благодарам на вниманието.